Добар ден, ученици! Јас сум Ирена Фидановска, наставник во Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски при општина Ѓорче Петров. Денес на наставниот час по математика ќе обработиме наставната содржина споредување на броеви за 10 повеќе, за 10 помалку. Целта на денешниот час е ученикот да умее да одреди број кој е за 10 поголем и за 10 помал од дадениот број, да споредува броеви што се за 10 поголеми и за 10 помали од дадениот број. За полесно да совладаме наставната содржина, ќе ни помогнат дадените задачи. Следете внимателно за да биде појасно. Одиме кон решавање на првата задачка. Се викам Маја. Сакам да ми помогнете во решавање на оваа задачка. Имам 20 бомбони. Од мама добив уште 10 бомбони. Колку вкупно бомбони имам? Ајде, ученици, ќе решаваме заедно. 20 плюс 10 е еднакво на 30. Јас имам вкупно 30 бомбони. Одиме кон втората задачка. Милан има 55 џамли. На својот брат Перо му подарил 10 џамли. Колку џамли му останали? 55 минус 10 е еднакво на 45. На Милан му останале 45 џамли. Сега бидете внимателни, пристапуваме кон решавање на следната задача. Во хор пеа 45 ученици. На проба не се појавиле 10 ученици. Колку ученици пееле тој ден? 45 минус 10 е еднакво на 35 ученици. Се надевам дека ви се интересни задачките. Одиме понатаму. Филип уловил 45 риби. Неговиот брат Марко уловил 10 риби. Колку риби уловиле Филип и Марко заедно? Ајде да се обидеме да ја решиме задачката. 45 плюс 10 е еднакво на 55 риби. Значи, Филип и Марко уловиле 55 риби. Одиме, ученици, на уште една задачка. Во едно оделение има 30 ученици. Момчиња се 10. Колку се девојчиња? Ајде да ја решиме задачката да се обидеме заедно. 30 минус 10 е еднакво на 20. Одговорот ќе биде: девојчиња се 20. Ајде да ја проследиме и следната задачка. Во една шума има вкупно 75 печурки. Црвени се 10. Колку печурки се жолти? Пристапуваме кон решавање на задачката. 75 минус 10 е еднакво на 65. Одговорот ќе биде: жолти печурки се 65. Уште една интересна задачка следува. Бидете трпеливи. Во една зграда живеат 30 станари, а во друга 10. Колку вкупно станари живеат во двете згради? Да се обидеме да ја решиме. 30 плюс 10 е еднакво на 40. Значи, во двете згради живеат вкупно 40 станари. Следи уште една задачка. Ајде. На едно брдо има 35 стебла елки, а на друго 10. Колку стебла елки има на двете брда? Решаваме заедно. 35 плюс 10 еднакво на 45. Браво, ученици! Одговорот ќе биде: на двете брда има 45 елки. Што можеме да заклучиме од денешниот час по математика? Дадени ни се броеви 10,
20, 30, 40, 50, 60. Што забележуваме кај овие броеви, ученици? Можеме да забележиме дека сите се зголемуваат за 10. Ајде да видиме во оваа низа. 20, 10, 30, 20, 60, 50. Што забележуваме кај овие броеви? Забележуваме дека сите се намалуваат за 10. За дома имат, ученици, даден наставен лист кој што ви е во прилог. Да се решат задачите во вашите тетради. Дадени во прилог даваме објаснување како да се реши домашната задачка. Да се одреди бројот кој е за 10 помал од левата страна, а за 10 поголем од десната страна на наведените низи. Еве домашната задачка. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во наредна прилика. Довидување, ученици.